Дождот го попречи искачувањето до споменикот на Вршидол во Виничко, но не го попречи ентузијазмот кај борците од Виница, Кочан и Штип да ја одбележат годишнината од загинувањето на нашиот народен херој Ванчо Прке, за чиј животен пат зборуваше пензионираниот наставник Тодор Димитров, кој детално ги образложи случувањата со формирањето на вториот плачковички и партизански одред во Штип, чиј командант бил токму Ванчо Прке. Во попладневните часови околу 15 часот, кон колибата пристигнале говеда со говедарите од Градец, Алит Еминов 35 годишен и Сабри Асанов 12 годишен. Ушински излегол од колибата и им рекол на говедарите да се отстранат од местото, бидејќи ќе имаат вежба. Тогаш постариот говедар рекол на Сабри: појди во Виница и кажи на полицијата дека овде во Вршидол има шумкари. Од Виница тројца полицајци со нив и тројца нивни соработници се наоружале и тргнале кон Вршидол. Во 18 часот пристигнале во Вршидол и ја заобиколиле колибата. Полицијата побарала да се предадат, но борците тоа не го прифатиле. Во тој момент Ушински кон полицијата фрлил една бомба која не експлодирала и тогаш настанало пукотиштето кое траело 1 час. Во завршувањето на пукотиштето состојбата е следна: тројца, Ванчо Прке, Тошо Арсов и Димитар Митрев, мртви. Тројца, Димитар Цецов, Никола Нехтенин и Ванчо Китанов, заробени. И тројца, Димитар Ушински, Исак Сион и Гоше Сламков, се спасиле од Голготата. Присутните борци и делегации од неколку институции денес одадоа почит и пред споменикот на Ванчо Прке кај спомен домот во Виница.